Здрава на сите. Започнуваме со денешното издание на листа за 300 квиз на знаење и надмутрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени, па нема да должам повеќе. Ќе ги повикам прво победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. Да ги поздравиме. Михаел и Марио, повелете. Здраво. Одлично. Здраво, добро. Одлично. Расположени за денеска? Да. Минатиот пат, ваши импресии, како поминавме, задоволни од вкупниот резултат? Lucky losers. Lucky losers. Повеќе среќа овај месец. Така. Влеговте со wild карта. Можеше и подобра, ама тоа што имавте многу јаки противници. Да. Ги изигра сите Ало, 5, да. Денес имаме што се вика на нова шанса. Се надевам дека сме подготвени. Спремни сме, да. Така, супер. Нешто да додадете, да не сакате да поздравите некого? Поздрав до сите што навиваат и што не навиваат за нас. Така. Сите што не гледаат. Голем поздрав и од мене до сите. Ако е тоа, домакини... Да се смести. Така да сместите во домакинската кабина, повелете. А во нашето студио секако тука се и денешните предизвикувачи. Таа улога им припадна на Филип и Филип. Повелете. Како сте ми олеснале работата денеска, Филип и Филип? Како сте? Супер, одлично. Да, расположени за игра? Да, когаш. Прво искуство на квиз. Знам за листа за 300 дека е прво, но дали воопшто? Не. Воопшто, мене ми е прво искуство. Тебе прво, тебе Филип не. Исто мене прво. И тебе прво. За денеска расположени за игра? Во секој Мора, време, кажи ми. кажа Филип. Веќе нема назад. И кај више дојдовме, тука тоа е тоа. Супер. Не се кирете, не ми делувате како некои паничари со нешто премногу трема, може би имате, малце сте возбудени, ама не делувате барем така. Ви напоменав и преска, сконцентрирајте се на темите кои што ќе ги задаваме, комуницирајте си меѓусебно и тоа е тоа. Нема што друго да биде. Почувате како предизвикувачи, се надевам дека, нели, ќе се покажеме како што треба. Да се надевам. Да, јас сега сакал да има, нели, како да кажам, конкурентност со самата игра. Не сакам да заврши онака лесно се. Ми сакали пеналчиња да гледам. Ќе ми се налютат скорошните противници, чекај. Но тоа е тоа. Да не сакате да поздравите некој, да додадете нешто, че прво да ве запознаеме, уствари, извини. Ајде, Филип, од тебе ќе почнеме. Јас сум Филип Стевановски, доаѓаме од Прилеп и наставник по историјата, да не заборавам. Да, супер. Да не заборавам да ги поздравам колегите од мојата школа, сите роднини, пријатели и мајка ми. Средно, основно? Основно. Како е да се работи со... Прекрасно. Да, Прекрасно. супер. Прекрасно. Кој отделение им предаваш, мислам, од 5 6 до 9. Така, 6 до 9 сега се сменети малце работи. Малку се сменети, да. Така, супер. Убава работа имаш. Супер е работа. Не збориме за другиот дел, нели, од работата. Дали е платена добро и вака така условите за работа. фантастично е се. Да, одлично. Ми се допаѓа со ваков став, што си супер. Филип? Јас сум колега на Филип, работиме заедно. Одлично. Јас сум наставник по географија. Супер. Да. Двата мои најомилени предмети, мора да ви кажам. Може би не требаше да кажете, пошто сте наставници сега. Да. Се знам, повели. И јас сакам да го поздравам дедо ми Блаже, колегите, пријателите и семејството. Голем поздрав и од мене до сите. Може да започнеме, така рековме дека започнувате како предизвикувачи, па да видиме како ќе продолжат работите понатаму. Повелете во вашата кабина. Михаел и Марио, односно Филип и Филип, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме, се извинам, дали работат онака како што треба и потоа да продолжиме со денешното издание на листа за 300. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме домакинската кабина. Филип и Филип, дали се слушаме? Да. Добро ме слушате, се немаме. Одлично. Во продолжение, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да ми кажете за да го средиме. Ако нешто не е јасно, уште еднаш ќе повторам, да ме прашате. Мислам, дали не е јасно, дали не сте ме слушнале, што и да е, не навлегуваме, слободно да ме прашате. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме вашата кабина да провериме на Михаил и Марио, дали се слушаме, момци. Да, слушам. Домакини, може да почнеме? Може. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, кабините функционираат одлично, домакините дадоа зелено светло, предизвикувачите се расположени за игра, па ајде да продолжиме понатаму. А продолжуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи.
женски презимиња на 6 букви. Бараме женски презимиња кои се содржат од точно 6 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Филип и Филип, јасно не е? Јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат ковните предизвикувачи. Во таа улога се Филип и Филип. Ке ве замолам да исклучиме домакинската кабина, а Филиповски, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 7. Започнуваме со 7. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. Заокружуваме на 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. Не е превод на 24. 24. 24. Ај некој одговара. Да одговарат? Ајде да видиме. Филип и Филип, огнено крштевање во листа за 300. Ништо страшно, немаме нешто премногу надавање. 25, не се ни малку да не се лажеме. Темата беше женски презимиња на 6 букви. Како што рековме, не е важно дали се македонски, албански, турски, ромски и така натаму. Кога ќе бидат, имаме 24 празни полиња, кои што треба да ги спишеме со точни одговори, нели, за да го земеме и првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Марче, точно од 6 букви? Да, Значи ни повеќе, ни помалку. да. Точно 6 букви. Добро. Јусуфи. Ос, М, А, Н, И, Осман. Ајде, почнете едно Ајде, по едно, може да да. почнем. Зошто не? Памтите, ајде. Со кој ќе започнеме? Османи. Османи. Така е, прв точен одговор. Јусуфи. Јусуфи. Така е. Лимани. Лимани. Така е. Недева. Недева. Да. Така е, точен одговор. Тасева. Тасева. Така е. Мацова. Мацова. Леле, таман влеговте у ритам. Мацова, не, сериозно, не се зезам. Добро, ја фативте шемата која е. Сакам тоа да ви кажам дека треба да ги играте, не смеам да ви кажам, ама сакам да ви кажам, само да не ги играте оние со ски што се и да таман ја фативте, ама за жал Мацова нема, Нацова има. Мацова, Ние имаме ученик Мацов, па тука се... да, треба да се, нели, како што рековме, најмалку 5 заведени. Сега не знам, може би се, нели, фамилиарно, стварно не знам што да кажам. Така пишува во Државниот завод дека треба најмалку 5 мина наши сограѓани и сограѓанки да го има тоа име или презиме за да бидат заведени таму. Понекогаш јас се чудам за некои имиња или презимиња како не се наоѓаат во истиот, но тоа е изворот од каде што ги црпиме информациите. Супер почнавте. Филиповци, видовте дека не е ништо страшно, само вака, мислам, храбро и во продолжение, секако посконцентрирано. Ова беше така деликатна тема каде што е малце фалеше една буква во прашање за да или да го биде или да не го биде, но тоа не се секирајте, не се фрустрирајте, само сконцентрирано во продолжение и тоа е тоа. Имам уште една лицитација за играње. Михаил и Марио,
Посетивте кога треба да се повлечете, кога треба да им препуштите на вашите противници, да не речам вашето искуство преовлада во оваа ситуација и го искористивте максимално. Браво за вас. Првиот поен го освојувате, но знаете дека нема опуштање, имам уште една лицитација за играње. Но како и да е, честитки. Женски презимиња на 6 букви кои што можете да ги кажат Филип и Филип, но не стигна. Ги имаме Андова, Арсова, Белова, се извинувам, Бекири, Ванева, Васева, Гонева, Гочева, Демири, Димова, Драги, Зекири, Зибери, Дризи, Илиева, Јанева, Јачева, Јашари, Јовева, Мемети, Митева, Османи, Панева, Петрик, Реджепи, Савова, Сели, Мисинани, Тасева, Тошева, Филева, Фотева, Шабани, Шалева, Шакири, Шикова и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација. Филип и Филип ќе треба малце да се потрудат доколку сакаат да го бараат резултатскиот пресврт на пенали, што значи оваа лицитација мора да добијат. А доколку Михаил и Марио ја добијат истата, ќе треба да застанат тука до мене и да си ја пробаат среќата со нашата тема. Но додиме со ред. Како што рековме, време е за втората лицитација, а темата за истата гласи: држави во чие име не се содржи буквата Н. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет, во чие општо прифатено име во наша транскрипција не се содржи буквата Н како неготино. Доколку името на државата е од 2 или повеќе зборови, буквата Н не смее да има во било кој дел од името. Ке дадам пример со нашата држава Македонија, значи Македонија е погрешен одговор во оваа ситуација. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Филип, дали не е јасна темата? Јасно. Да ја нема буквата Н. Да ја нема буквата Н. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората игра започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна. Во таква ситуација се Филип и Филип. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Михаил и Марио, а Филип и Филип, кога ќе имаме понуда да ја слушнеме? 7. 7. 15. Започнувам исто, 15. 16. 16. 20. 20. 21. 21. 30. 30. 31. 31. 35. 35. 36. Едно повеќе 36. 40. Заокружуваме на 40. 41. 41. 43. 43. 4. 44. 45. 45. И 6. 46. 48. 48. И 9. 49. 50. И 1. 50. Не, чекай. Тоа ги дај ми, бе? Ба, јас кам избоксував. Ако ви каже, поштено сме искали. Ајде, нека го. Да одговарат. Ајде, Филип и Филип. Михаил и Марио, имаме 50 празни полиња кои што треба да ги исполниме со држави во чие име не се содржи буквата Н. Како што рекоа Филип и Филип, надава до 50 и да се изгуби, машки ќе биде во оваа ситуација, искрено да. Не е за подценување, се барат 50 одговори. Михаил и Марио, кога ќе се чувствувате спремни да започнете, слободно започнете. Грција. Грција. Започнуваме со нашиот јужен сосед и прв точен одговор. Србија. Србија. Нашиот северен сосед. Бугарија. Бугарија. И така е. Словачка. Словачка. Така е. Турција. Турција. Точен одговор. Сирија. Сирија. Така е. Саудиска Арабија. Саудиска Арабија. Точен одговор. Израел. Израел. Така е. Египет. Египет. Точен одговор. Алжир. Алжир. Така е. Мароко. Мароко. Точен одговор. Либија. Либија. Либија, 12 точен.
Грузија. Грузија. Така е. Мали. Мали. Така е. Чад. Чад. Така е. Русија. Русија. Точен одговор. Мадагаскар. Мадагаскар. Точен одговор. Сејшели. Сејшели. Така е. Тувалу. Тувалу. Така е. Џибути. Џибути. Точен одговор. Палау. Палау. Палау, 21 точен одговор. Бразил. Бразил. Така е. Чиле. Чиле. Така е. Перу. Перу. Точен одговор. Коста Рика. Коста Рика. Така е. Јамајка. Јамајка. Така е. Ел Салвадор. Ел Салвадор. Ја поминавме веќе половината. Така е. Перу го кажавме, да. Да. Уругвај. Уругвај. Точен одговор. Парагвај. Парагвај. Така е. Боливија. Боливија. Точно. Кипар. Кипар. Така е. Малта. Малта. Точен одговор. Хрватска. Хрватска. Така е. Австралија. Австралија. Точен одговор. Австрија. Австрија. Точен одговор. Белгија. Белгија. Така е. Луксембург. Луксембург. Точен одговор. Шведска. Шведска. Така е. Чешка. Чешка. Или Чешка република. Чешка. Така е. Колку имаме? Уште колку? Уште 11. Да. Мозамбик. 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 Така е. Етиопија. Етиопија. Етиопија, 41 се извинувам, точен одговор. Лесото. Лесото. И Лесото е точен одговор. Еритреа. Еритреја. Така е. Сомалија. Сомалија. Така е. Фиџи. Фиџи. 45 точен одговор, уште 5. Малдиви. Малдиви. Точен одговор. Барбадос. Барбадос.
Точен одговор. Уште 3. Полска. 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 Така е, точен одговор. Уште 2. Да, уште 2. Најтешките 2. Португалија. Португалија. Четириесет точен одговор е Португалија. Уште една. Уште едно. Того. Того. Того, 50 точен одговор за Михел и Марио. Немам никаква забелешка, баш напротив. Лесно протрчавте низ оваа тема, секоја чест, заслужен поен. 50 одговори се бара, 50 ги дадовте. Филип и Филип, ниту за вас имам некаква замерка, како што кажи самиот машки беше овој пораз сега, надававте до 50, кој да одговореше за ова секоја чест. Може би требаше вие да прифатите да одговарате, дека сепак беше ваша тема, нели, од струка ваша, па да пробате така да се извадите на таа ситуација, така ќе беше уште помашки, ама добро. Сега сте побогати за искуство плюс. Видовте дека не е ништо страшно. Јас се надевам искрено со срце дека повторно ќе се вратите во листа за 300 за реално искрено да го видиме вашето знаење, нели, тука и што умеете се. Вака, првото беше што се вика загревање, да опипате терен и беше нормално, мислам, очекувано и кикс да се направи сето тоа. Више во втората храбро се играше, но ете, вашите противници им легна темата и нив ова и ги дадоа сите одговори. Ве очекувам повторно во листа за 300, но за жал сега за сега морам да ви кажам чао. Чао, Марче. Михел и Марио, за кратко ќе ве повикам тука на главната сцена. Севкупно држави во чие име не се содржи буквата Н се 80 на број. Нашите надпреварувачи кажаа 50. Ќе пробам да издвојам сега. Австралија мислам дека не ја кажа, Австрија не сум сигурен. Ќе имам тешка задача сега. Гамбија, Гватемала, потоа Ирак, Ирска не ги кажа, тоа знам. Италија, исто така ја заборавивме, не ја кажавме. Колумбија, Коста Рика ја кажа, Лаос, не знам, не сум сигурен. Сега веќе и ја не знам кои ги имат кажано, кои не. Како и да е, тие се отприлика државите кои што немаат Н во своето име. Ние продолжуваме понатаму за да видиме што ќе направат Михел и Марио во продолжение. Дали ќе заминат од нашето студио со парична награда и колкава ќе биде истата или пак не, затоа останете со нас. Се враќаме веднаш по паузата. Михел и Марио се сомене тука на главната сцена, за кратко ќе им ја соопштам и темата, но пред тоа си знаат и самите, мора да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги спишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме на максимална парична награда. Во меѓувреме за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе се заминат од тука нашите надпреварувачи со парична награда од 300 евра. Дали сте подготвени да слушнете темата? Подготвен. Слушајте добро и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема хемиски елементи што завршуваат на буквите Н или Т. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем чие име во наша транскрипција завршува со буквата Н или со буквата Т. Имињата ги бараме во наша транскрипција. Во периодниот систем има 118 хемиски елементи. Значи не ја бараме она ознака од двете букви, туку целото име да завршува на Т. Ги има тука, гледам, доста познати.
дискутабилен збор. Ама се надевам дека нели знаете повеќе од мене на оваа тема, па ајде, кога ќе видите подготвени да започнеме? Оста се на седи на нас. Антимон може. Ајде, азот. Азот. Така е, прв точен одговор. Антимон. Антимон. Така е. И неон. Неон. Така е. И 50 евра. Браво. Одиме понатаму. Така или не? Ќе размислиме. Сега секунда само. Размислете, да. Мала блокада. Да, добро. Имате време, размислете се. Чакай сега ще на крупче околу стенава. Голема е, да се размислиш. Колку имате? Кој ги кажа? Две имаме. Бизмут, Ксенон и уште еден. Ке ви текне. Не ви трошам помош до сега. Ајде ви текна на Супермен, кој што му беше слабост. Крипто. Ајде. Да. Тие се нели благородни гасови. Ајде, Криптон. Криптон. Слам извини Супермен, ама тоа е морав. Ксенон. Ксенон. Така е. Бизмут. Бизмут. Така е и 100 евра ги освојуваме благодарение на познавање на хемиските елементи И на Супермен. и на Супермен. Благодарение на помошта на Ке ни Супермен. биде криво, ама ајде да размислиме. Размислете, ајде. Сигурно знам сега се блокира кога се скроз. Ајде, одблокирај се. Мисли. Јаглерот. Па ја така си го викам. Доста. Не, чекај, мисли. Ке ми текне уште едно, ама... Ма да видиш точно. Па да. Тие се све на Майнштайн, Менделеев, Кирил. Колку има, знаеш колку не ги Има многу. Ајде, доста. Чекај, секунда. Мислете уште малце, ајде, мислете уште малце. Има еден. Селен. Браво. Уште два да најдам. Ајде, уште еден и пак ќе ви помогнам за уште еден. Селен. Асоцијација пак кој ви текна, нели? Селен. Радон, не знам дали имаше. Браво, ајде. Селен Радон. Ајде да видиме дали ќе текне уште едно. Селен Радон и Ајде, Селен Радон. и на Т, да е на Т има уште Чекај, па 10 има Мислам сигурно. на Т на крај. Ајде, најче отров. Уран, не уран. Не. Не на М. На првата буква почу. Цион, де тоа е со Цион. Не. Чекај, ќе пробаме со друго. Арсен бе. Арсен. Арсен, кој Браво. кажавме? Арсен, Радон и... И Селен. Да. Ајде, Селен. Ајде, Зелен. Селен. За седми одговор, знам дека е точен, си го имам тука запишано на таблетчето. Така е, потоа? Арсен. Арсен. Арсен, 8 точен одговор и кој ќе биде? Радон. Радон за 150. И така е 9 точен одговор. Браво, Што време за понатаму се?
Сега уште без помош, ако ми текнат уште 3, доста. Чекај. Браво, да, се веќе Сега нема да ви гледники ти... дозволам. Да. Антимон го имаме или го имаме? Кој? Има такво на мен. Чекај. Добре, нека проба. Ајде. Не ви го овакво, не го земам за зло. Да, ама. Ако каже, не. Металите, од металите некој. Олово, бакар, Не, златина, злато, Не вра. магнезиум, цидна К, не. Ајде, доста. Браво. Немам замерка никаква, со здравие да си ги трошите освоените пари. Ќе не биде криво ни оди хемија, ама периодниот систем не е пред очи Верам моментално. дека ќе ви знаат 18 се сев купно на број. Ги имаме азот, антимон, аргон, арсен, астат, бизмут, кобалт, криптон, ксенон, лантан, манкан, молибден, неон, оганесон, радон, селен, тенесин и титан. Тие се тие. Бравос! На моje огромно задоволство ќе се дружиме и во следното издание на Листа за 300. И со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. Секако останете ми во добро здравје. Ке се дружиме следниот пат, а до тогаш останете со програмата на телевизија Сител и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!